Е, наредниве минути фокусот го ставаме на авиосообраќајот. Есенските па и зимските месеци се одлична можност за голем дел од граѓаните да прошетаат низ Европа и светот. Со колку линии оперира Визер, зошто поскапуваат картите за нискобуџетните компании, зошто доцнат летовите кои многу често и граѓаните ги пропуштаат. Се само дел од темите на кои што со првиот човек на Визер разговараше колешката Лидија Джакар. Со колку линии оперирате во моментов? We have 32 routes from Macedonia. We are flying to airports. Ние имаме 32 рути од Македонија, летаме од аеродромите во Скопје и во Охрид и сметам дека имаме силна историја со оваа земја. Ние сме најголемиот превозник во Македонија и многу сме среќни што создаваме инфраструктура за луѓе кои сакаат да патуваат. Само да ви дадам идеја, вие сте земја со 1,9 милиони жители, а капацитетот што го нудиме на пазарот годишно е 1,1 милион седишта. Значи летаме повеќе од половина од земјата. Дали планирате воведување на нови авиолинии, до кои дестинации и од кога би почнале со нив? Oh, absolutely. I mean, this is the business we are in. We continue to look at new destination opportunities. Апсолутно, ова е бизнисот во кој што сме, ние постојано гледаме на нови можности за дестинации. Разговараме со засегнатите страни, како владата, разговараме со аеродромите, како тие го гледаат пазарот, како ја гледаат потребата на потрошувачите и воведуваме нови линии. Повторно, ако погледнете каде е Визер во моментов, во Македонија, нашиот летачки капацитет е дури 16% поголем од времето пред ковид. Ако разговарате со Скопскиот аеродром, има приближно нивоа на капацитет пред ковид, но ние сме 16%. Но не шпекулираме за нови линии и за нови дестинации. Секогаш кога ќе одлучиме да воведеме нови рути, тогаш комуницираме со пазарот. Но, например, мислам дека една возбудлива нова рута што ја носиме е Луксембург. Значи тоа е нова врска со Македонија. Но имаме долга листа на дестинации што ги разгледуваме и оценуваме за да се увериме дека ја создаваме најдобрата мрежа на рути во Македонија за оние кои сакаат да летаат. Мислам дека почнува од зимскиот период, но кога имаме нешто ново да понудиме на пазарот, ќе го направиме во тоа време. Зошто поскапуваат картите на нискобуџетните летови? As you know, the environment for industry has changed quite a bit. I mean, Како што знаете, индустријата е доста променета. Мислам дека индустријата работи со многу повисоки цени за горивото, бидејќи цените на горивото се зголемени. Горивото е голема компонента на нашите трошоци. Но откако го кажавме тоа, ние се обидуваме да ги ублажиме тие трошоци до степен што можеме. Во нашата флота носиме нови авиони. Тие се поголеми авиони и имаат пониски трошоци за операции, така што барем голем дел од овој притисок на трошоците може да се надомести со користење на модерна технологија. Значи, ако ги погледнам нашите билети, цените на вистина не ни се зголемуваат, можеби малку, но не е нешто драматично. Но ние сме многу под стапките на инфлација низ нашата мрежа. Зошто често доцнат летовите и што се оние патници кои го користат Визер за поврзаните летови? Што доколку тие патници не успеат да го фатат својот врзан лет? Yeah. So, well, first of all, let's talk about cancellations. I think last summer. Пред се ајде да зборуваме за откажувања. Мислам дека минатото лето во 2022 беше навистина лошо низ цела Европа, во сите авиокомпании, низ сите земји. Мислам дека синџерот на снабдување навистина се бореше со зголемувањето на сообраќајот по периодот на ковид. Годинава тие работеа во многу подобра средина. Мислам дека секој играч во синџерот на снабдување научи неколку лекции. Тие инвестираа за тие прашања. Ние самите инвестиравме многу за да го направиме Визер поотпорен. Имаме повеќе резервни авиони, имаме повеќе екипаж, имаме повеќе пилоти, повеќе резервни делови, за да се осигураме дека ако има технички проблем, можеме да действуваме на тоа многу побрзо. Ако ја погледнете нашата стапка на откажување во август и во септември, таа е само 0,2%, така што ова е многу пониско од она што моравме да го откажеме пред една година, што беше повеќе како 6% во индустријата. Се обидуваме да не откажуваме, но сепак може да дојде до одложување, бидејќи се уште има проблеми. Понекогаш има штрајкови на контролорите за летање, персоналот на аеродромот, лоши временски услови, бавни ситуации кога треба да ги презакажеме летовите на меѓународно ниво и тоа може да влијае на луѓето со поврзувачки летови. Ние не преземаме одговорност за поврзаните летови, тоа е избор на луѓето да ги сврзат летовите, па за жал не можеме да направиме ништо околу тоа. Единственото нешто што можам да им го препорачам на луѓето е дека секогаш кога ќе одлучат да го користат Визер како поврзувачки лет, треба да имаат доволно време меѓу летовите, па ако нешто тргне наопаку да излезат од пропишаниот временски прозорец. Колку вработени имате во Македонија и дали планирате да ги проширите вашите операции?
Yeah. We have 250 employees, mostly Macedonians. We have an increasing pilot force, Macedonian pilot force. I mean, we still Имаме 250 вработени, главно македонци, имаме зголемување на пилотската сила, македонска пилотска сила, се уште се подпираме на многу странци, но сакаме да ангажираме локални луѓе, локални пилоти и имаме зголемување на нивниот број. Во суштина целиот наш кабински екипаж е локален, македонски и како што носиме нови авиони, како авионот број 6 кој доаѓа во декември, така што еден авион ќе создаде уште 40 до 50 вработени во авиокомпанијата. Но не само бројот на вработени, и нашето работење е вид на поддршка за вработување на други индустрии, услужните индустрии, туристичката индустрија. Мислам дека сме значаен придонесувач за локалната економија, како и вработувањето во таа локална економија на поширока основа. Ви благодарам. Ви благодарам многу.